Социјалните станови во Струмица, кои ги нуди државата, се со корисна површина од 40 до 45 метри квадратни. Истите се наоѓаат на улицата Ѓорги Василев, чија изградба заврши минатата година. За нивна распределба е отворен конкурс кој тече преку Министерството за труд и социјална политика. Конкурсот за добивање на социјален стан во Струмица ќе трае до 6 март, пошто комисијата ќе одлучува кој ќе го добие државен кров над глава. Неофицијално, за 37 стана кои ќе бидат доделени, има огромен интерес. Досега се пријавиле над 50 на социјални случаи. Поголемиот дел од нив ги комплетираат документите, кои мора да бидат заверени кај нотар. Дивна Стојанова е само една од кандидатките за добивање на социјален стан. Сум да се информирам за социјалните станови и полека да ги прибирам документите. Па така мислам дека и јас имам право да аплицирам, самохрана мајка сум. Па се надеваме дека правилно ќе бидат распоредени становите. Така, што велат тука? Под овде велат дека самохраните мајки имаат предност, бидејќи ние сме со 2 деца, малолетни, немаме згрижување и така. Во Струмичкиот регион, според евиденција на Центарот за социјални работи, има над 1000 лица кои се водат како лица со социјален ризик. Освен тие, на конкурсот може да се пријават и самохрани родители, слепи лица, деца без родители. Градоначалникот на Струмица Коста Јаневски неодамна кажа дека со оваа социјална зграда се решава еден горлив проблем. Еве уште еден проект од социјалната сфера во нашата држава се реализира или се финишира за една категорија на најранливи социјални категории луѓе ќе добијат свој стан, оние кои што не се во состојба самите тоа да го обезбедат. Тоа е едно задоволство. За социјалните станови во Струмица најголем интерес имало од самохраните родители. Комисијата за распределба на становите информира дека целата постапка ќе била транспарентна и рангирањето ќе биде според утврдена методологија за доделување на социјални станови.